Гледачи, ова е новото саботно издание на Откриени тајни. Продолжуваме со серијалот во малку поинакво издание. Ме гледате сам, без Сања Савевска. Така и ќе продолжиме во наредните емисии. Сакаме нешто да промениме. Емисиите ќе бидат пократки, пораките кои што ќе бидат до вас се надевам да бидат и поинтензивни. Ќе бидете со мене, доктор Жарко Костич, во наредниот период со куси и мотивацијски предавања. Во наредниот период ќе зборувам за многу теми, ќе сакам да ги опфатам и карактеристиките на генијалците кои што во претходната сезона изборевме. Тоа се карактеристики кои што ги има откриено доктор Алфред Бариус, кои што има откриено дека сите луѓе во основа ги имаат овие генијални карактеристики, а не се само карактеристики кои што ги имаат, да кажеме, Алфред Ајнштајн или Никола Тесла или други познати генијалци, туку секој еден човек може да ги има и да ги користи и со помош на тие карактеристики да успее што повеќе во животот. Но, за да преидеме баш на таа тема на карактеристиките на генијалците, сакам денеска да започнам со еден стар филозофски концепт, чисто да доловам зошто е битно да ги имаме тие карактеристики на генијалците и зошто ќе ни помогнат едноставно да бидеме што поуспешни во животот. Има едно старо филозофско правило дека во животот има три состојби на постоење. Првата состојба на постоење е да бидеме нешто, па потоа правиме, и како резултат на сето тоа имаме нешто во нашиот живот. Често пати во животот имаме обратна насока на действување. Прво сакаме да имаме нешто и мислиме ако прво имаме нешто, тогаш ќе можеме да правиме нешто и како резултат на тоа ќе бидеме нешто, но таа секвенца, таа идеја за животот едноставно е неуспешна. Кога често пати чекаме прво да имаме нешто, можеби ќе бидеме во дадена состојба каде што ќе речеме да ги имав овие пари, или да ги имав тие врски, или да ги имав тие вештини, или да имав таа способност, тек тогаш ќе бев. И тогаш фактички чекаме и сме во стоп. Секогаш во животот кога сме во чекање и во стоп не сме дел од животот. И тогаш не сме. Зборот да биди значи да превземеме некоја улога или некаков идентитет, поради тоа што животот е игра и ги има истите правила како што ги има секоја игра. Ако го разгледаме фудбалот, ако ја разгледаме кошарката, ќе видиме дека во секоја игра она што го имаме цел, која што сакаме да ја постигнеме. Ако сме ние тука и сакаме да дојдеме до самата цел, имаме препреки кои што ни се јавуваат за да ја постигнеме самата цел. Но во секоја игра не само што имате препреки, туку правилата на играта се такви да мора да имате и слободи за да ги надминете препреките. Ако го земеме фудбалот, имаме цел да постигнеме гол, да победиме, имаме 11 противнички играчи кои што ни се препреки, но исто така имаме слободи како да ги надминеме нив за да можеме да стигнеме до голот и едноставно да постигнеме гол. Така да слободата е да трчаме, слободата е да подаваме со нога, препрека во фудбалот не смееме да играме например со рака. Или кога земеме кошарката не смееме да играме со нога, смееме да играме со рака, но сите игри, шахот, кошарката, одбојка, било која игра, во животот ги имаат истите правила, а исто така ги имаат и овие видеоигрици кои што се популарни денеска. Значи имаме цел, имаме препреки, имаме слободи или можности кои што можеме да ги искористиме за да стигнеме до дадена цел. Или ако го земеме животот и живењето, сакаме да завршиме факултет. Не знам, во медицинскиот факултет имаме 63 испити, имаме 63 препреки кои што треба да ги надминеме, барем мислам дека се толку секако испити, едноставно треба тие испити да ги положиме, тоа ни се препреки за да стигнеме до целта да го постигнеме тоа што сме сакале, но имаме слобода на действување. Што тоа значи? Можеме да учиме, можеме да се консултираме со професорите, можеме да го одложиме испитот ако сакаме, така да она што се случува во животот идеме кон целта, ги надминуваме препреките преку слободите кои што едноставно таа игра не ги дава. Тука спаѓаат стекнување на знаење, зголемување на способноста, за да можеме да ги надминеме овие препреки и да стигнеме до целта. Сега, зошто е толку битно овој концепт на биди, прави, имај? За да можеме да влеземе во играта на животот, мораме да одлучиме дека ќе бидеме нешто. Некаков идентитет, некаква улога. Во животот секогаш имаме различни идентитети. Можеби на работното место сме, не знам, раководител на некој сектор, или можеби сме директори. Тоа е идентитетот кој што го креираме. Гледате, дома, во домашни услови имаме друг идентитет. Но треба да го промениме идентитетот. Ако мажов дојде дома, со истиот идентитет можеби кој што го има на раководното место и малку се однесува шефовски, ќе видите дека идентитетот дома не е соодветен. Тоа може да каже жената, чекај,
тука јас сум шеф. Се шегувам. Или како и да е, мораме да имаме различни идентитети, различни битисувања во животот и да креираме, да правиме акции за да на крај имаме резултат. Во секоја сфера, во секоја област на постоењето мораме да преземеме даден идентитет, преземеме дадени акции и на крај имаме резултат, да имаме тоа што го сакаме. Она што се случува во животот е че 100 пати сме статични. Можеби некој сте се фатиле во ситуација во вашиот живот каде што сте изгубиле волноста, каде што веќе нема мотивација, каде што можеби во бракот нема креативност, можеби на работното место ви е досадно, можеби мислите дека треба да се смени едно или друго или трето и едноставно недостасуваат многу нешта во вашиот живот. Можеби станува збор за тоа дека едноставно сме постигнале некоја цел, значи имаме нешто кое што го сакаме и сме заборавиле да поставиме нова цел. Затоа што мотото на животот е дека треба да имаме цел. Животот сам по себе нема цел. Ако ние нема да зададеме целта на животот, тогаш целта станува некоја основна цел која што е телесна цел повеќе, да обстанеме, да преживееме, но духовно и ментално ни требаат цели кои што не мотивираат, нешто кое што сакаме да го постигнеме за нас, за фамилијата, за групата, за општеството, имаме различни цели, што поголема е целта, што поголем број на луѓе опфаќа за добробит на што поголем број на тие кои што се околу нас, толку и поубава играта на живењето. Но првото правило е дека мораме да имаме цел. Ако сакаме да имаме мотивација, и ако ни е падната мотивацијата, и ако ни е падната волноста, треба да видиме дали имаме цел или дали сме тргнати на патот за да се постигне целта, што е многу битно. Затоа што некогаш можеме да имаме цел, но едноставно ја немаме храброст, ја немаме волност, ја немаме силата која што ни е потребна за да можеме да ги надминеме сите овие препреки за да ја постигнеме целта. Тоа е тоа што не прави среќни во животот. Гледате, на почетокот, кога имаме некоја игра, кога имаме некоја цел, секогаш сме креативни. Првиот ден на работното место, или првиот ден можеби кога сме биле дел од некој тим, сме биле дел од нешто, колку сме биле ентузијастични, доаѓаме на работа, се ни е ново, сакаме да се покажеме, најдобрите карактеристики од нас излагат поради тоа што сме одлучиле да бидеме нешто. Сме дел од животот, сме од играта, сме поврзани со играње на играта на животот и едноставно сме волни да се покажеме, да се докажеме, се ни е битно. Некогаш во животот се случува точно спротивното, ништо не ни е битно, ништо не ни е важно, немаме живост, немаме енергија, немаме мотивација, немаме јачина, работите не се битни. И можеби тогаш сме фиксирани на фактички имаме нешто. И имајќи го тоа нешто, забораваме дека кога ќе постигнеме целта, а тоа е дека сме дошле во оваа состојба на имај, мораме повторно да бидеме нешто со тоа што ќе поставиме нова цел, ќе правиме нешто и повторно ќе добиеме некаков тој резултат. И тоа е еден циклус, еден круг, каде што мораме постојано да си поставуваме цели за постојано да имаме мотивација. Можеби ако сме во статична состојба, ако животот ни е автоматизам, ако сме во една комфортна зона, немаме некои нови цели кои што би не мотивирале да идеме понатаму. Едноставно кога се наоѓаме во таа зона на удобност или комфортната зона, ни требаат некои нови предизвици, некои нови ризици, за да можеме едноставно да го зголемиме животот и постоењето. Ајде да земеме друг пример од живењето. На почетокот можеби сакаме да имаме девојката или девојката е заинтересирана за некој момче. На почетокот колку е се креативно и колку е се интересно кога сакаме девојката да ја добиеме, да ја имаме, да не стане девојка, не можеби да не стане сопруга или девојката сака момчето сопруг да ја биде. Едноставно најдобрите манири и карактеристики од нас излагаат. Купуваме цвеќе, ја носиме на вечера, ништо не ни смета поврзано со нејзините родители, ги толерираме, едноставно не наоѓаме мани, се е најдобро. И она што се случува после некој период од животот, месеци, можеби години и така натаму, едноставно го имаме тоа што сме го сакале, сме го постигнале, тоа што сме го посакувале во нашиот живот и нашето постоење, потоа сме заборавили да ставиме нова цел. Тоа е тоа кое што не прави да чувствуваме дека животот ни оди на автоматизам и тогаш сме статични и тогаш сме во стоп. И тогаш почнуваме да креираме многу деструктивни проблеми. Видите, ако имаме цел и ако си зададеме цел во животот, автоматски препреките стануваат проблеми во животот и постоењето. Едноставно тоа се конструктивни проблеми. Ние сакаме проблеми. Сакаме да ги разрешиме проблемите на животот и на живењето и кога ќе поставиме некоја конструктивна и креативна цел, имаме предизвици, имаме проблеми кои што сакаме да ги надминеме и во тој момент
Немаме време за други глупави проблеми. Но кога немаме цел, кога сме статични, кога сме дома, кога едноставно немаме волност, немаме живот. Гледате, мотото на животот е дека мора да има проблеми. Човекот сака проблеми. И одеднаш ќе почне да креира деструктивни проблеми. Ама зашто тука се? Папучите зашто се чорапите оставени вака, не сте си раскренале после вас. Едноставно почнуваат работи да стануваат важни кои што претходно не биле важни. Ама ние ги правиме важни. И дадена ситуација, може би имате некој човек кој што работел на работното место и толку се дал на работното место, имал игра, бил и одеднаш ја загубил работата, и одеднаш е дома во статична ситуација. Ќе видите дека ќе почне да креира проблеми кои што не се најоптимални, поради тоа што ни треба конструктивна цел. Во животот мораме да имаме цел, затоа што ако немаме цел, немаме иднина. Иднината е многу битна поради тоа што ако имаме иднина и цел, имаме контрола врз животот и доаѓаме да искреираме иднина какво што сакаме да имаме. И поради тоа луѓето кои што имаат цели и кои што идат кон остварување на целите, подобро речено, не се толку загрижани за моменталната состојба и околина. Но што се случува кога едноставно сме добили нешто, имаме работава, можеме ќе видите луѓето едноставно ја земат работата здраво за готово или сопругот ја зема сопругата здраво за готово, сопругата го зема сопругот здраво за готово, едноставно се е земено здраво за готово, сме статични, животот поминува покрај нас, немаме цели, имаме кавги, имаме расправи, имаме разочарување, едноставно никој не е среќен. Она што пак ја нагласам во оваа емисија, мотивацијата, волноста е интимно поврзана со остварување на цел. Да се тука има еден друг проблем кога зборуваме за животот и живењето. Животот е таков да во даден момент, ако ги земеме децата за кои што многу често ги спомнувам во моите емисии, кога се млади, колку се ентузијастични, колку имаат елан, колку имаат енергија, колку работите едноставно лесно им одат. Грешат, но се волни да бидат. Видите, да бидеме значи да опфатиме простор. Ако видиме децата сакаат се да допрат, се во комуникација со се и се што, едноставно се заинтересирани за околината. Кога сме заинтересирани за другиот човек. Сакаме да комуницираме, сакаме да опфатиме простор, сакаме да бидеме. И тоа е тоа што е битно. Во моментот кога сме разочарани, кога сме стопирани, кога имаме разочарување многу во нашиот живот, во тој момент го сакаме вниманието до околината и сакаме да бидеме на некој начин, ајде да не кажам, да не искористам некој негативен термин, но едноставно сакаме повеќе да добиеме внимание отколку да дадеме внимание. Целата идеја е да бидеме, даваме внимание. И правиме истек на енергија. Едноставно ги причинуваме ние работите во животот. Сме мотивирани од некоја цел, имаме волност. Сега како се губи волност? Често пати во животот имаме разочарување. Тие разочарување не прават да сме стопирани на еден или друг начин. Ајде да земеме реален пример. Од животот имате девојче која што имала разочарување, имала едно момче, друго момче, имала брак, имала развод. Едноставно, тоа краде дел од нас. Колку повеќе разочарувања во животот имаме, толку повеќе на некој начин стануваме поскептични за животот, порезервирани, постопирани. Колку повеќе имаме искуство во животот и живењето, обично вака животот оди. Не мора да е секогаш така, но често пати колку повеќе негативни искуства собираме, тогаш почнуваме да губиме и дел од волноста. Да го земам конкретниот пример, можеби со девојче, одеднаш има нов дечко кој што е заинтересиран за неа и одеднаш таа почнува да гледа на иднината, низ призма на минатото. Ке се случи сепак ново разочарување. Гарант и наредниот дечко е ист како и претходниот. Каде тоа е мотото, почнуваме да гледаме низ призма на минатите порази и разочарувања, затоа што таа негативна подсвест ни вика немој да бидеш, при тоа што еднаш беше, гледаш, имаше брак, имаше работа, те отпушти од работа, се деси и ова, беше вклучен во животот, толку многу се даде, однаш имаше разочарување и сега више повлечи се, затоа што ако бидеш дел од животот, можеби ќе добиеш ново разочарување. Но има едно правило на животот и постоењето. За да можеме да бидеме, мора да бидеме волни да искусиме и победи и пораз. Овој универзум е двоен. Секојаш има две нешта. Имаме плюс, минус, имаме топло, имаме ладно, имаме ден, имаме ноќ, имаме добро, имаме лошо, имаме победи, имаме пораз. Ако цело време се плашиме да не изгубиме, во тој момент никогаш нема да бидеме волни да бидеме. Има еден преубав цитат од Мајкл Џордан, познатиот кошаркар, кој што вели дека им промашано, не знам,
9000 шута, не можам точно да го цитирам, ќе го парафразирам, не знам колку 300 и кусур утакмици ми изгубено, 26 пати му бил доверен одлучувачкиот шут да шутне, има промашено. И вели за тоа сум успешен, поради тоа што сум волен и да не успеам. И ако сме волни да успееме, и ако сме волни да не успееме, тогаш едноставно сме волни да бидеме. Ако се плашиме од пораз, секогаш ќе бидеме резервирани и ќе си останеме во нашата удобна зона или комфорт зоната. Поради тоа што тука во комфорт зоната нема ризици. Се е познато, но на некој начин тапкаме во место. Ете, подсвеста ни вели немој да преземеш ризик, затоа што можеби ќе се деси ново разочарување. Но мислам дека баш најголемите ризици во животот е ако некојаш не преземеме ризик. Можеби за девојчево тоа значи дека треба да даде шанса на новото момче. Но она што се случува обично ќе биде многу скептично, низ многу тестови ќе остави, за да биде малку волна да биде дел повторно од животот, од живењето и од таа игра. И уште нешто само за крај, кој што би сакал да кажам, е дека за да можеме да бидеме, треба да имаме слобода да грешиме, а таа слобода да грешиме треба да се дадеме ние. Често пати во околината имаме некогаш луѓе кои што се по-позитивни, некогаш се по-негативни, самата околина има наши има трауми, има загуби. Тие се грижат за децата, се грижат за тие што ги сакаат. Нивните порази велат им наметнуваат стравови на еден или друг начин. Не можеш да успееш тука, нема да биде добро тука, внимавај со кого си, внимавај во какви врски се впушташ и така натаму. И не дека тоа не е некојаш релевантно и не дека не е со добра намера. Но она што се случува, значи имаме луѓе кои што самите тие си имаат своји трауми, своји негативни искуства и во даден момент сакајќи да помогнат, ги пренесуваат тие стравови и негативни искуства на другите луѓе околу нив. И на тој начин ги спречуваат на некој начин да бидат. Ако се вратиме на детството, пак и на деца, кажав дека тие се секогаш волни да допрат се. Ке скршат и одеднаш ке имате некој во околината, можеби ќе рече, ама го скрши се тањирот или чашата, па голема работа. Но што го учите детето на тој начин? Да не посега, да не биде, да биде затворен и да биде стопиран на некој начин. Да не биде дел од тоа обкружување околината. И животот ни носи такви стопови. Сите загуби, сите порази, разочарувања се стопови. Сите ги имаме, околината ги има, ние ги имаме. За крај, ако имаме околина која што го гледа доброто во нас, доброто и способноста ќе расте. Ако сме ова ние, може ова се сите позитивни работи кои што ги имаме, ова се негативните работи. Ако имаме околина која што се фиксира на негативните работи околу нас и ни ги потенцира негативните работи во нашиот карактер, како не бидува, како не можеш ти да успееш, како ти не си за ова створен, одеднаш се зголемува таа негативност и таа несигурност во нашиот карактер. Ако го даваме потврда на позитивните работи во нечи карактер и го прифаќаме човекот и со позитивните и со негативните работи, едноставно човекот расте и има слобода да греши. Гледате, ако му кажете на некого само да не ти се деси ова, пази да не направиш ова, пази ова да не ти се деси, умот не го фокусира или не го процесира тоа не. Веднаш оди на тоа другото. Имате некои спортисти, тренер кој рече само да не го утнеш пеналот, само да не го утнеш пеналот сега. Толку пресија и стрес му прави да се фиксира на тоа што е негативното, тоа е да се промаши, например, пеналот. Како може тој да го трне вниманието сега од тоа? Исто е во животот. Ако имате луѓе кои што ве фиксираат само да не направиме грешки, само да не се деси ова, имаме убав начин како да им помогнеме на луѓето. Но со повеќе охрабрување да преземат ризик, а ризикот за да се намали треба повеќе да знаеме. Треба да знаеме во врска со животот, во врска со работата, поради тоа што тоа е тоа кое што ни дава сигурност. Но мораме во еден период да бидеме волни да преземеме ризик, поради тоа што животот ќе ни дае знаење. Ако не преземеме ризик, ако сме си во зоната на удобност, тогаш никогаш нема да исчекориме напред и тогаш секогаш ќе мислиме дека се нешто ни треба. Се плюс нешто ни треба и тогаш ќе сме статични. И тогаш ќе сме фиксирани да имаме нешто. Сте приметиле кога луѓето цело време се надвор од животот, обично секогаш ги критикуваат другите кои што го играат животот и кои што грешат. За крај, слобода да грешите. Дајте си ја слободата да грешите. Поради тоа што кога имате слобода да грешите, тогаш имате слобода да бидете. Животот не е сериозен, животот е игра, па што и ако сме изгубиле, што и ако сме имале неуспеси, едноставно мораме да направиме нов обид.
Мислам дека тоа што е најбитно е да имаме слободата да грешиме, околината околу нас да ни ја даде слободата да грешиме, но преди се тоа зависи од нас, поради тоа што сечи живот е преди се негова одговорност. Се надевам дека ова беше интересно за вас, се надевам дека ви го задржав интересот и се надевам дека ќе бидете тука и во наредните изданија на Откриени тајни. Ви посакувам убаво саботно предплатне и за се она кое што сакате да го биете повеќе како одговор поврзано со животот и со живењето, секогаш можете да ми исконтактирате мене. Мотото на емисијата: бидете волни да бидете, бидете волни да грешите, бидете волни да имате и победа и пораз, затоа што само така можеме да имаме храброст да правиме грешки. Во спротивно ќе бидеме во страв, а стравот значи дека се обидуваме во иднината да спречиме нешто негативно што можда би можело да се деси. Ако имаме храброст, сигурност и самодоверба, дури и грешките, дури и поразите, дури и негативните работи во животот, можеме да ги прифатиме, да ги амортизираме, да ги справиме, да ги решиме и да се продолжиме понатаму кон остварување на целта. Имајте